Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Денеска, кога сведочиме на масовна имунизација на граѓаните, кога институциите со сите сили се борат бројот на новозаразени од коронавирусот да се намалува постојано, ВМРО-ДПМНЕ организира протест каде што има групно собирање што е опасно по јавното здравје. Денешниот протест е само нов чин во деструктивното однесување на ВМРО-ДПМНЕ кој трае за време на целата пандемија. Мицковски и ВМРО-ДПМНЕ постојано действуваат на штета на здравствениот систем и на јавното здравје. Јавноста памети како Мицковски прв ги кршеше мерките за заштита, како ширеше лажни вести со која вознемируваше јавноста, како преку неговите кадри во преодната влада работеше на штета на граѓаните и на државата во време на здравствена и економска криза. Истите оние кои 11 години ги малтретираа здравствените работници, кои се секогаш противат на покачување на платите, кои се противат на изградба на нов клинички центар, денеска глумат загриженост за здравството и јавното здравје. Лицемерие на дело. ВМРО-ДПМНЕ може да гледа и да учи како се работи одговорно и честно во унапредување на здравствениот систем. Со одговорен и честен пристап ги зголемивме платите на лекарите специјалисти за 40%. На медицинските сестри платите се зголемени помеѓу 20 и 23%. На општите лекари платите се зголемени за 25%, а на здравствените соработници платите се зголемени за 15%. Ги укинавме и квотите за лекови. Сега тие се достапни преку целиот месец, а пред пратениците треба да се најдат и измените на Законот за здравствена заштита, со кои ќе се лимитираат трошоците за лекување од COVID во приватните болници. Оваа, почитувани, е огромна и очигледна разлика. ВМРО-ДПМНЕ работи против здравствениот систем, СДСМ вложува во јавното здравство и здравствените работници. ВМРО-ДПМНЕ и Мицковски мора да сватат дека со деструкции, со лицемерие и неодговорно однесување не можат да постигнат ништо. Затоа, за почеток, наместо да се прави шоу наводни протести и да ја копираат шарената револуција, ВМРО-ДПМНЕ да влезе во собрание и да изгласа финансиска помош за погодените граѓани од корона кризата кои се борат за екзистенција. Се додека ВМРО-ДПМНЕ и Мицковски се на страната на вирусот наместо на страната на граѓаните и здравството, се дотогаш ќе нижат порази од граѓаните и уште долго ќе бидат во опозиција.